Денес одблиску ќе ве запознаваме со пливачкиот клуб Челични и за тоа кои резултати ги постигна изминатиот период. Денес во емисијата Спорт Плюс ни одвоија време за нашата емисија, со кога ќе поразговараме повеќе за тоа од кога започна пливачкиот клуб Челични и кои резултати ги имат постигнато досега. Ви благодариме што одвоивте време. Овде до мене се двајцата тренери и инструктори по пливање, Мирко Јакимовски и Методи Петров. Добро дојдовте во Спорт. Добар ден за сите гледачи на оваа спортска емисија. Накратно јас ќе кажам, значи пливачкиот клуб Челични е формиран официјално оваа година. Значи февруар месец веќе е членка на Пливачка федерација на Македонија и првиот наш настап беше на кратки стази во организација на Пливачка федерација на Македонија, кој што се одржи на Олимписки базен. Таму настапивме со нашите членови на 50 метра крал, на 100 метра крал и на 50 и 100 метра градно. Имавме солидни резултати, веќе продолживме со отварањето на сезоната на градскиот базен во Штип со припрема за напрвување кој што следува овој месец август. Се подготувавме два пати дневно на базенот Саба или Поручек. Првиот наш настап оваа година беше во Охрид на Илинденскиот маратон, кој што се организира традиционално веќе секоја година и овој беше 37-ми пат поред. Таму настапивме со 7 наши напреварувачи, од кои што успеавме да ги заземеме, каде што учествува 52 напреварувачи. Морам да кажам, тоа е меѓународен карактер, кој што учествува повеќе пливачи од други земји. Ги освоивме следниве места. Значи во машка категорија Филип Шијаков беше 9-ти, понатаму следуваше Ристо Еначков 12-ти, после него беше Иван Киров 13-ти, Кире Главев беше 14-ти и најмалиот учесник од нашата категорија Матеј Траче беше на 22-то место. Солидни резултати. Во женска категорија Марија Ристовска го освои 7-то место, Антонија Андоновски беше 10-та. Мора да напоменам дека таму учествува категории, децата беа поделени во две категории на возрастни, значи деца до 16 години и од 16 години понатаму. Исто така учествувавте и на Преспанското езеро, таму земавте доста награди во далечинско пливање. Па еве кажете ни кои места исто така таму ги освои? Вака, понатаму продолживме, значи на 14 август беше македонскиот клуб во далечинско пливање во организација на Пливачка федерација на Македонија. Настапивме таму со 5 наши пливачи. Марија Ристовска во категоријата до 16 години на 2,5 км го зема првото место. Филип Шијаков во категоријата до 16 години на 2,5 км беше прв, Ристо Еначков беше втор. И во категоријата на деца до 15 години настапивме со нашиот напредувач Кире Главев, кој што го освои 7-то место, а Антонија Донецки беше во истата категорија 4-та. Значи имавме солидни и добри резултати таму. Понатаму сега пред
Да, измината веќе се одржа Велешкиот маратон, кој што се одржува веќе трета година поред, кој што е одлично организиран, мора да го пофалам од таа гледна точка дека многу спонзори, многу професори по физички се активирани и другите сите помагатели за да биде одлично еден од најдобро организираните маратони во Македонија. Таму настапавме комплетни. Бевме во категоријата до 16 години, значи Марија Ристоска го освои повторно првото место, Ристе Нашков беше втор, а Матеј Трајчо беше прогласен за најмлад учесник на тој маратон кој што со 10 години го успеа да го преплива, значи Велешкиот маратон од 2,5 километра, а додека исто од наша организација, значи беше прогласен од нашиот клуб, беше прогласен и највозрастниот пливач, тоа беше Рамбабов, Кира Рамбабов со 65 години. Втора година поред го плива исто маратонот и беше прогласен за највозрасен на првороче. Во другата категорија до 15 години имавме исто тука добри резултати, бидејќи нашите дечиња се помали во таа возраст, значи се 2 до 3 години помали пливаат во таа возраст. Имаме, значи, Кире Глајо го освои повторно 7-то место, а Иван Киров беше 8-ми. Спортската јавност буквално дозна за вас како пливачки клуб, па еве тренере, кажете ни што значи ова за вас и лично за градот Штип? Па гледајте, од Источна Македонија сме прв клуб. Значи не постои пливачки клуб во соседните градови. Познавајќи нели и работата на и наша и работата на останатите пливачки клубови, сметаме дека направивме еден бум, една револуција во пливањето во Македонија, со тоа што еве благодарение на луѓето кои што еве застанаа за пливачкиот клуб, благодарение на вас медиумите кои максимално ни давате поддршка. Значи тоа значи голем потик за нас и подобра работа. Значи ние тука застануваме моментално со нашите подготовки. Нашите визии се и да учествуваме на брзинските, оние меѓународни купови кои што се крајот на септември, почетокот на октомври. И еве сега морам да спомнам дека продолжуваме со работа на затворените базени тука во блиските градови кај нас. Пливачкиот клуб Челични, значи насоката, името е на децата, значи на децата членови на пливачкиот клуб. Значи тоа беше замисла на еден добар стар познат спортски новинар, така ги ословија како Челични, односно го назири почетокот на повторно враќањето на пливање во нашиот град. Имавме многу мака во целиот терк на организација. Тие проблеми се надминати, веќе службено ги добивме и првите бодови од пливачката, значи во купот во далечинско пливање и во самото бодување за државен првак на Македонија. Меѓутоа за нас резултатите и се значени, меѓутоа и не се до толку, бидејќи оваа година во теркот на насоките на пливање на пливачката школа оформивме и уште 15 дечиња кои што би требало да представуваат потенцијал за идните брзински и далечински пливања во купот на Македонија. Значи тоа е моментално поставеноста на дечињата, поставеноста на нас како тренери и визијата наша за еве иднути нашата програма е 2016-2020, значи со терк на актуелна поставеност на клубот и се надеваме на една солидна бројка во овој 4 така да го кажем олимписки циклус да спроведеме и формираме една добра екипа, добар тим за и брзинско и далечинско пливање. Еве има ли амбиција некој од дечињата да еден ден и од нашиот крај излезе некоја име како што е Александар Маленко, Наташа Мешковска и Па видите, морам да ви спомнам дека Штип од секој пат е пливачки потенцијал. Ние ја продолжуваме традицијата на пливањето во градот и се надеваме дека би требало да има. Јас сметам дека има потенцијал. Имаме дечиња, имаме се само
од аспект на услови и подобрување на услови на работа. Значи, ако имаме континуирана работа во текот на целата година, јас сметам дека ќе бидеме во врвот на македонското пливање. Еве, учествуваме на надпреварите, ја гледаме поставеноста на останатите клубови, го гледаме ангажирањето на соодветните клубови, ние имаме квалитетни програми, морам да ви спомнам, значи тука са актуелни програми од наш еминентен пливач, тоа е Јане Карајованов, имаме програма од пливачки спортски клуб Сремска Митровица, кој што високо котира во Република Србија. Имаме почетни релации со пливачки клуб од Нови Сад, значи имаме меѓународна подршка во она што ние го работиме. Само уште да се подобри она категоризација на нашата, зборам македонска категоризација на дечињата, бидејќи ние сакаме уште од најмала возраст да ги вклучиме и во брзинско и во далечинско пливање. Моментално тоа е кочица, имаме ние представници наши во извршниот одбор на Пливачка федерација, така да се надеваме со еден квалитетен допис и квалитетна една подршка да еве и тоа го промениме, бидејќи еве само за податок дека во Република Србија најмалот учесник кој што плива далечинско пливање е родено дете 2008 година. Најмалата возраст кај нас е 2006. Значи ние имаме дечиња две, тоа е Смилјан Нашков и Мате Трајчев, значи тие се дечиња родени 2006 година. Меѓутоа спомнав во претходното ваше прашање дека имаме добар потенцијал за идни не само од машка, но и од женска популација за далечинско и брзинско пливање. Тоа ќе го видиме веќе на следните надпревари. Тие дечиња ќе бидат секој вклучени во тренажниот процес од месец септември и октомври, така да се надеваме и на нивно учество на куповите овие меѓународни во брзинско пливање. Еве, тренерот Мирко ќе ни каже нешто повеќе околу тренинзите. Што се изучувате и за колку време се постигнуваат посокуваните резултати, така кажа? Еве вака, значи јас морам да кажам дека нашиот клуб, значи се формира оваа година, меѓутоа ние функционираме веќе 10-на година на градскиот базен, каде што децата го изучуваат пливањето. Значи имаме група на непливачи кои што секоја година бројката се движи околу 150 до 200 деца и имаме втора група која што е групата на полупливачи и последната група е оваа група на пливачи кои што се биле сигурно и таа пред 10 година и тие се биле непливачи, се минале, значи добро е показател е тоа што многу совеста кај родителите е голема за тоа дека децата уште од мала возраст треба да научат да пливат и ги запишуваат децата на 5, 6 па и 7 години, значи таа е најдобра годишна возраст за да може децата да ги научат основните работи на пливањето. Веќе кај некои деца кои што се јави интерес, да речеме да сакаат да продолжат да пливаат и веќе да ги изучуваат другите стилови на пливање. Значи ние учиме основната техника на краул и да научат да вражат. Значи тоа се основните две работи што ги учиме во нашиот пливачки клуб. Меѓутоа, кои што сакаат да продолжат, ги изучуваме, значи градно, грбно, понатаму делфин и така натаму, и кои што пројават интерес, продолжуваме со далечинско пливање на поголеми метри на пливање. Исто така, значи нашиот пливачки клуб се занимава со деца кои што имаат проблеми со искривување на деформитети, значи пливањето е најдобар спорт кај што се активирани сите мускули и значи тај проект го работиме веќе 4-5 години на градскиот базен и мора да спомнам програмата на Акваджим децата кои што се од детските градини, кои што децата од 3 до 5 години ги адаптираме на водени површини и последната исто многу битна работа за нашиот пливачки клуб е со децата со посебни потреби кои што го работиме веќе 2 години поред, кои што децата ги адаптираме на водени површини, значи се работи индивидуално со тие деца, каде што многу навземот нема никој, бидејќи малку специфична работа и има преголемо задоволство. Ние сме прв клуб од Македонија кој што го започнал тој проект за децата од посебни потреби, адаптација на водени површини и основни на техниката со нив. Меѓутоа, со завршувањето на маратоните не завршуваат пливањето. Продолжуваме со куповите кои што продолжуваат во Скопје од веќе од октомври. Значи имаме Делфин куп кој што се организира во организација на Делфин клубот, понатаму во организација на
Орион клубот се организира немо купот кој што е некаде пред декември месец и имаме некои покани за учество на блиски тука такви далече кратки стази. Во Благоевград имаме некоја покана за учество и во Ниш и Лесковац. Значи ние како клуб ќе се заложиме да учествуваме на сите. Значи најбитно ни е сега моментално да учествуваме каде што некаде може ќе постигнеме и подобри резултати, а некаде пониски, но клубот е со таа цел, значи, да учествува. Мора да истекнам благодарноста до родителите, значи они се најголемите двигатели на тоа дека клубот да функционира, бидејќи без нивна поддршка моментално немаше да имаме клуб и се надеваме дека понатаму ќе продолжиме дека некои други фактори ќе се јават да помогнат малку клубот да има повисоко ниво. Инструкторе, како што кажавме, во изминатиот период покажавте одлични резултати. На што се должи тоа? Вие сте 20 инструктори кои што работите со дечињата. На што се должи? Па видите вака, значи квалитетните програми изготвени од наша страна и од страна на помагателите од стручна гледна точка кажано, доведе до ваква експанзија на пливањето во нашиот град. Значи ние имавме континуирани тренинзи од 9 часот предпладне до 17:30 до 18:30, 19:30. Значи тоа се се термини застапени и според групите. Оставивме простори на најмалите. Значи имавме акваджим активности. Имавме релации кои што помогнавме за подобрување на техниката кај одредени дечи. Значи нашата категоризација беше непромашена од таа гледна точка. Значи секое дете кој што покажуваше одредени повисоки наши стандарди во пливањето беше префрлено во повисока група. Значи имавме доста добри резултати во совладување на техника и токму овие групи. Некои од дечињата беа префрлени и во пливачката група. Оваа група што ја гледате позади нас е таа група која што проценивме дека би требало да ги даде резултатите со соодветните тренажни процеси два пати во денот. Меѓутоа, тука стопират нашите тренинзи. Еден апел и до надлежните, веќе мора Штип како град со 60.000 жители да размислува за еден капитален спортски објект од аспектот на затворен базен, така да ние би ги искажале тука нашите квалитети. Знаеме дека секое наше отсуство од пливање е скапо. Една илустрација само за едни трошкови, да по 2,5 до 3,5 илјади денари кошта едно месечно дводневно тренирање неделно во најблискиот нашто, тоа е во хотелот Шагал во Виница. Во Скопје веќе ја намалевме, редуциравме тренажната наша активност од финансиска гледна точка. Значи, едно такво патешествие кошта од 4 до 5 илјади денари, збореме патни трошкови, влез во базен, значи откупување на стаза за пливање, значи нашите пливачи да имат места кај што да пливат. Сега тај тренажен процес ако го имаме тука кај нас, мислам дека и ќе одеме на квалитет, а и трошковите ќе бидат намалени. Сека во овие денешни услови сметам дека сме добро организирани, добро ситуирани, со дечињата се како еден вид мала штипска репрезентација во поглед на спортска опрема, поглед на оние прикладни средства, значи со квалитетни бањарки од наши пријатели, со квалитетна опрема на препознавање. Значи имаме веќе стил и веќе пливачките работници не препознаваат во таквиот трк. И се надеваме дека во тој стил и продолжуваме. Значи со стручна работа наша и благодарение на помагателите се надеваме дека и на поквалитетни, значи подобрување на условите на нашата работа и секако по квалитет во резултатска гледна точка. Пред да го формирате клубот Челични, имате исто така со вашата пливачка школа настапувано на различни правенства, државни надпревари. Да ни кажете нешто повеќе за. Значи минатата година за прв пат настапивме неофицијално во рекреативниот дел на пребројањата кои што ги беа. Значи настапивме на Велешко езеро, имаше организација на Тиквешко езеро и на Дојран исто настапивме таму, значи на тие. Меѓутоа
како што спомна колегата Методи Петров, минатата година се чудеа многу спортски работници од пливањето кои што се луѓе тамо, кои се овие деца, од каде доаѓаат, особено на првиот маратон во Велескова бевме, кои се од каде се толку организацијски, да речеме, значи со спортски мајци, со написи, со бањарки и со значи друга спортска опрема, од каде може од Штип толку деца да дојдат да пливаат. Меѓутоа оваа година веќе значи препознавате, како што рече колегата, веќе сите не знаат и од Пливачка федерација и нашето име значи и звучно и интересно, да. Минатата година сакавме да се наврзам за тоа дека имавме солидни резултати исто на Велешко езеро. Значи сите дечиња кои што настапија го исплива, целта беше да се исплива првата година, бидејќи првпат сите пливаат 2,5 км и не е 2,5 км кога земеме да пливаме на езеро, бидејќи нели не пливаат прволинijски, сите значи има струјање на вода и така натака, значи секогаш пливаат од 3 до 3,5 км. Оваа година веќе сигурни во своето тоа, значи успеа да многу подобри резултати да постигнат. И исто во Кавадарци имавме одлични резултати, гостопримилија беа исто таму, организацијски беа супер таму на тој маратон. И веќе оваа година, значи веќе сите имаат испливано по 2 до 3 маратона, некои 5. И за до година се надеваме дека имаме уште повеќе дечиња кои што ги вклучиме во овој тренежен процес, нема да бидат само тие 8. Значи ќе имаме сигурно уште 5-6 па може и повеќе да расте бројката. Имаме потенцијални едно 7 до 8 дечиња кои што ќе ги вклучиме во тренежен процес, но се надеваме дека ќе имаме сито и тоа што каде колегата да имаме добри услови за да може да ги спремаме тие дечиња. Еве инструктори уште да кажете еден апел за наредната сезона, за наредната година до сите родители, до сите дечиња за пливањето како спорт и зошто токму треба да децата да тренираат. Видете, нашата работа е континуирана. Ние сме единствен клуб кој што има собствен и фитнес центар. Значи има дечињата каде да оние почетни елементарни подготовки за општа базична да имат каде да го спроведуваат тоа. Ние сме единствен клуб со лиценцирани. Зборам од штипска гледна точка и од гледна точка на Источна Македонија. Значи тоа го укажува фактот дека имаме разни покани за разни и трибини и покани од ваши и слични нели телевизиски куки. Значи направивме еден бум. Значи тоа ни беше првичната замисла, бидејќи нашата замисла беше конечно да влеземе во бодување во системот на надпревари во брзинско и далечинско пливање на Република Македонија. И тоа успеавме. Значи нашите визии полека се остваруваат. Условите се тие. Нормално ни сугерираат да како може клуб со толкова кратка да речеме пливачка работа да постигнува вакви или слични резултати. Значи ние имавме учества лани, меѓутоа сега имавме пласмани. Значи разликата е во нашата работа. Значи овие дечиња се тие. Ние упатуваме апел до сите. Значи пливањето е број еден спорт од различни аспекти, а најбитно е правилен раст и развој. Значи втора работа отклонување или за оние лоши држање на телото или деформации. Значи тоа е вториот аспект. Третиот аспект влегува во средина кај што социализацијата е број еден. Овие дечиња кои што се присутни тука веќе се и во соодветно другарство, да го кажеме. Одеме надворешни кампови спортски едукативни. Значи имавме и летен камп кај што имавме можност и за дружење на дечињата. Бевме во Александра кампот во Грција, во Кавала. Значи имавме зимски камп, значи покрај дечињата кои што и примаме и други дечи. Значи кај нас е континуиран уписот во текот на целата година. Ги користиме релациите на познатите наши поддржаватели, значи сега е во фаза и подготовка на зимскиот камп. Значи не за џабе е крстен, не за џабе е крстен Ski and Swim 2017. Значи покрај скијањето дечињата имаме една визија, значи продолжи да пливаш, научи да скиеш. А во зимскиот период па е обратно. Продолжи да скиеш, научи да пливаш. Значи имаме различни акции, различни
активности, значи поддржуваме секако вид на денови, значи нашите клубови се поддржаватели на сите спортски иницијативи во нашиот град, од денот на велосипед до денот на децата и лицата со посебни потреби. Значи ние сме секој пат број еден, секој пат отворени и како главни чинители на една спортска релација или спортска бајка, да ја кажеме во Штип. Така да, за стручност да не зборам, значи нашиот тим прво е компетентен, стручен, со квалитетни анализи, значи ние може и 24 часа да правиме разговор, меѓутоа нашиот стручен аспект, нашата стручна гледна точка покажува дека спортот и нашите релации доаѓаат до израз. Значи ги покануваме сите добронамерни и родители и спортски, значи во излагањето спомнавме дека имавме и ветеран во нашите редови, значи во нашиот клуб имаме и такви релации. Значи ги покануваме сите кои што сакаат, ние продолжуваме понатаму, бидејќи еве сега се префрлуваме во Центарот за корективна гимнастика и Партизан, значи нашите активности се тамо, активностите во детските градинки, активност во спортските клубови или нашите клубови и пливањето секако не останува како алка кое што треба да е темелиме за поквалитетни резултати за следното. За секоја временска прилика, различен спорт, инструктор е и од вас за крај еден совет кон сите дечиња кои доправа би сакале да започнат со некој спорт? Еве јас како професор по физичко, значи исто би апелирал секој родител да го запише било кој спорт да спортува детето, бидејќи што нема возраст да може да има некоја љубов кон некој спорт, не е битно значи каде ќе биде. Ние најпрво гледаме да биде детето ангажирано во спортско-рекреативен дел, за професионален, ништо да не правиме муабет, значи многу сме далеко до тамо, но битно е да биде отренат од компјутерот, да не биде дома цел ден, да има некоја си цел, значи да има секојдневна активност, дали ќе биде тоа во некој клуб или во некоја друга активност. Значи апелирам значи секој родител да биде да го запише своето дете во било каква спортска институција или спортски клуб за да има некоја активност преку текот на годината. Така, јас ви благодарам многу и покрај тоа што рековте дека се подготвувате за последниот маратон на Едоранското езеро. Ви благодарам многу што одвоивте време, па се надам дека ќе се видиме за некои ваши следни успеси. Ви благодарам и на вас на поканата и се гледаме обавезно на било некоја друга прилика. Јас сум Матеј Трајчев. Јас тренирам пливање 3 години и јас имам учествувал на 2 маратони, Охридски и Велешки. Имаш и нешто освоено на тие маратон? За сега, да, за најмлад учесник на Велешки. Колку беше недолгата патека што ја исплива? 2,5 километри. Јас сум Ристен Ашков. Имам тренирано 2-3 години, односно од кога се создаде клубот. До сега имам испливано 6 маратони. Имам го испливано 2 пати Охридскиот маратон, еднаш Преспанскиот маратон, 2 пати Велешкиот и Тиквишко. Кои резултати ги имаш постигнато на овие маратон? На последниот Охридскиот маратон зема 12-то место од машка конкуренција
на Преспанскиот маратон имам земано второ место од машка конкуренција. Исто така на последниот Велешки маратон имам земено второ место од машка конкуренција и исто така на Тиквешкиот имам земено трето место. Колку време се подготвувате за маратоните? По колку време тренирате во текот на ден? Во текот на денот тренираме два пати. Тренираме наутро 10 часот и исто така попладне од 5 часот. Јас викам Филип Шијаков. Филип, колку време пливаш и колку си во пливачкиот клуб Челич? Па, пливачкиот клуб Челични се отвори ова година, така да е на година во клубот. А овака околу 4 години пијам. Кои се позначајните резултати што си ги постигнал и каде се учествува? Јас имам учествувал на 4 маратони: Велешки, Тиквишки, Охридски и Преспански. Имам земено 2 први места на Преспански и на Тиквишки, а на другите по 4-то и 9-то место. На Охридскиот преплива за 40 минути. Тешко ли беше? Па не многу, исто како секој маратон и така. Како се викаш? Марија Ристовска. Марија, колку време тренираш во пливачкиот клуб Челич? Во клубот официјално тренирам една година, а онака пливање 4 години. Каде се до сега учествуваше на превар? Имам учествувано на 5 маратони, од кои 2 на Велешки, еден на Преспански, еднаш на Преспански, еднаш на Охридски и еднаш на Тиквишки маратон. Имаш и некои позначени резултати кои ги имаш постигнато таму? На Велес оваа година и лани, оваа година го земав првото место во женска конкуренција, а лани второто место. За колку време ја исплива патеката? За 50 минути. Кире Глаев. Кире, колку време тренираш пливање? Пливам 4 години, а во клубот една година. На кои маратони до сега имаш учествувано и кои се? На Охридскиот маратон, Преспанскиот и Велешкиот. Кои се позначајните резултати кои што ги имаш? Во Велес и во Преспа освоив 7 место, а во Охрид освоив 14. Иван Кијанов. Иван, колку време пливаш и каде се имаш? Пливам една година, вака тренирам веќе 4 години. И ти каде учествуваше до сега, на кои места? Учествувам на Охридскиот маратон, 2 пати на Велешкиот и еднаш на Тиквешкиот.